колко за недостиг на едуцирани кадри, кои би можеле компетентно да ги истражуваат историските извори за овој период од античката историја на нашата земја. По осамостогањето на Македонија, особено по упорното, безсмислено и неаргументирано одречување на нашиот южен сосед да си го носиме милениумското име на нашата земја, интересот за проучување на античкиот период на Македонија е енормно изразголем. Сега веќе историската наука кај нас, но и во светот, почна сериозно, задлабочено, повеќе сериозно и задлабочено да ги интерпретира античките извори, релевантни за античката историја на Македонија, кои недвосмислено покажуваат и докажуваат за различието на двата етноса, хеленскиот и македонскиот, за посебноста на македонскиот менталитет и идентитет наспроти оној на хелените и излекуваат на виделина факти и аргументи за исклучивоста на македонскиот државнички, воен и културен гений. И не само историчарите. Овој дел од нашата историја стана инспирација на многу љубители на историјата, кои иако без некои особени познавања на методологијата на историските истражувања, дадат своји ветувања за овој период. Иако често не дојдовте на историските извори, тие сепак се показ за тоа колка е желбата на нашите луѓе за афирмација на нашето битие наспроти миграњето од југ, за одбрана на нашиот идентитет, за посебноста на нашиот дух, за правото да бидеме она што сме, македонци. Како и многумина други ентусијасти на овој план, нашата најеминентна поетеса, господине Светлана Христова Јович, која е и главен и одговорен уредник на Меѓународната културна асоцијација македонски духовни конаци, во гласникот на македонските духовни конаци портал, која господин Светлана Христова Јович е докажен борец за македонската кауза, одлучи еден вонреден број ново списание, кој се стекна висок рейтинг меѓу списањата од областта на културата кај нас, да го посвети исклучиво на ликот и делото на Александар Македонски. Со својствениот страстен ентусијазам, без обезбедени средства, таа заедно со редакцијата на списанието почна упорно да собира материјал. Речиси цела година се работеше на оваа замисла. Се собираа и одбираа текстови, се нарачуваат прилози. Портал излезе и на Брикум и поради ексклузивноста на содржините, поради скромниот тираж, само 300 примероци, за час беше истишен. Предприемливиот иницијативен директор на издавачката куќа Матис Македонска, господин Драго Сиган, дојде на една прекрасна идеја, содржините на портал да ги обличи во едно посебно издание. Сега веќе како книга, што е пред нас, за да му даде можност на поголем број читатели заинтересирани за оваа проблематика да се запозна со она што не понуди како сознание изданието Александар Македонски во науката и свеста на готовци. Читателот на оваа книга ќе може да прочита што пишува на античките автори за овој највелик од великите марши во историјата, но и што мислат современите автори за тоа на кој етнос припаѓа Александар, за непобитната различност на македонскиот од хеленскиот етнос. Тука се извори од изследовци од Херодот, Демостен, Куртиров, Ариан, Плутарх, Јустин и други. И што е многу интересно, корифејот на историјата на античка Македонија денес, американскиот професор Јучин Борца, но и многу други. И може да прочити извонредно интересни текстови од наши странски автори, што ни откриваат сознанија за Македонија и македонците како прастар народ, библиски народ, за екуменската визија на Александар, која денес повторно станува актуелна. Впрочем, книгата содржи многу информации за тоа што е кажано и што е запишано за Александар Македонски. Тука има анекдоти, предања, антички средовекови записи за неговите слички.
Текстовите во книгата убедливо покажуваат и докажуваат дека Александар е македонец, дека земјата чиј владете бил е Македонија. А иако во антиката тоа воопшто не било спорно, денес потомците на хелените безсрамно го отрекуваат тоа. Но што во антиката се знаело за склонноста на грците кон лагата, а големиот римски говорник и државник Марк Тулий Цицерон ја рече: крај полинауде фалате сумот. Грчињата се големи лажливци. И тоа грчињата во еден пејоративен контекст. А најголемиот римски сатиричар Јувенал ќе запише: фалат скрајпја крит ауде факеринг историја. Лажливката Грција се осмелува се нешто да направи во историјата, дури да е фалсификува. Се чини дека тие факти си останали до денес. Благодарам. Почитувани, еве да почнам со Александар Македонски, за што би рекла професорката дикта е скрипта, односно кажано и запишано за Александар, односно од Александар Македонски. Зошто? Александар Македонски му се обратил на својот учител Аристотел: учителю, и мене никој пат не ме интересирала западната страна, каде што сонцето заоѓа. Не знам зошто хелените, особено атињаните, се влюбени во темнината и во бувот. Бувот, птицата на ноќта, е нивниот символ. Наспроти нив, нам, македонците, погледите постојано ни се свртени кон играј сонцето. Значи, изграј сонцето е сушност страната на која што постојано бил свртен Александар Македонски и неслучајно е наречен блесок со вечност на сонце. Оттаму, значи, а не можев јас едноставно да се одделам од источната страна, од изграј сонцето, од Александар Македонски. Чекајќи го лекарот, Александар примил писмо од својот стар и лојален војсководец Парменион, во кое што го предупредува да се чува од лекарот Филип и да не го пие лекот, бидејќи ќе биде отруен. Додека Александар го читал писмото, влегол лекарот и му е дал чашата со лекот, а Александар пак му го дал писмото. И додека лекарот Джашери го читал писмото, кралот ја испил напивката и му ја вратил празната чаша со насмевка. О, колку убава вероисповед беше тој испиен лек. Не, ниеден смртник немал повозвишен чин, ке извика светот. Крал на хазардни постапки ке речат и ке подречат: јас не знам дали има барем една црта во неговиот живот што ќе покаже поголема цврстина, ниту пак пославна убавина, вели Монтень.